Во ЕК е реконструкцијата на основното училиште Братство, како што гледате дека од корен ово училиште добива свој нов изглед. Целокупната реконструкција ќе чини над 55 милиона. Во исто време завршија најголем дел од тендерите за останатите училишта. Заврши електронската аукција за основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Неговата реконструкција ќе чини негде над 20 милиона денари. Реконструкцијата на основното училиште Владо Тасевски исто така ќе чини некаде над 20 милиона денари и таа електронска аукција заврши. Заврши електронската аукција за промена на кровот и за фасадите во основното училиште Аврам Писевски, а за основното училиште Вера Церевири Трена утре ќе биде завршена електронската аукција, како и електронската аукција за 4 градинки на територија на општина Карпуш, каде што ќе бидат заменети крововите, а на дел од нив и прозорите. Со ова јас се надевам дека сите овие реконструкции ќе ги завршиме до 1 септември и учениците на територија на општина Карпуш ќе влезат во комплетно реновирани училишта на 1 септември. Во исто време ќе отвориме и нови тендери за промена на начинот на отоплување на училиштата, бидејќи сметките за парно грејење од топлификација се неиздржливи. Во овој момент општина Карпуш по основ на затоплување на училиштата должи скоро 50 милиона денари. Ние не можеме и натаму средства од општинскиот буџет да издвојуваме, што се вели доди во ветер, за зголемување на приходите на АД топлификација, туку со оние училишта кои досега ги изградивме со нов начин на грејење, ние веќе имаме заштеди од 60%. Сега започнуваме со дел од училиштата што ќе можеме да извршиме и гасификација, а на дел од училиштата ќе ги преориентираме на грејење на нафта. Во Христијан Тодоровски Карпош се менува кровот, плафоните се реконструираат, се става нови прозори, се менува фасадата, таму каде што има потреба се реконструираат и тоалетите, се распишува и тендер за парно грејење, значи и внатре радиаторите се менуваат, значи комплетните инсталации се менуваат, подовите се реконструираат, целосна реконструкција на Христијан Тодоровски Карпош, а на Владо Тасевски се менува кровот, се менува прозорите и се менува фасадата, како и дел од натрешното уредување, бидејќи досега во Владо Тасевски исто така беа реконструирани тоалетите. Исто време, исто така и во Владо Тасевски ќе биде заменет и начинот на отоплување. Веројатно ќе одиме на газ, имајќи во предвид дека со Гама се договоривме да ни остават еден извод за ово училиште и јас се надам дека тоа ќе го завршиме до 15 октомври. Ќе биде прва школа во Скопје што ќе се грее на газ? Јас се надам дека ќе биде прво училиште. Но во секој случај ние мора да поставиме и котли на нафта. Во случај да снема газ мора да имаме алтернатива, не можеме да оставиме учениците евентуално во било какви дефекти или било што да се случи или не знам, неиспорака на газ во Република Македонија, ние мора да имаме алтернатива. Не само Министерството за образование, туку и премиерот дава големи ветувања во општина Карпош. Ако добро се сеќавате, во време на изборната кампања ветува ново училиште во Димо Хаџидимов во Влае. Ние проектите им ги доставивме, тие не мртна со малиот прс 3,5 години. Истото се случи со основното училиште Братство. Затоа ние се одлучивме да намалиме од изградбата на улиците, тротоарите и други делови инфраструктурни објекти на територија на општина Карпуш и да ги посветиме овие средства на реконструкција на училиштето во нашата општина. Според законските прописи, обврска за реконструкција, тековното инвестиционото одржување во училиштата си обврска на владата на Република Македонија, односно на ресорното Министерство за образование, а како што можете да гледате, општина Карпуш месечно за електрична енергија, отоплување, телефони, ѓубретарина, тековно инвестиционо одржување, учебни помагала и за хигиенски средства добива само 140.000 денари и денар повеќе тоа. Јас не можам да верувам во нивните приказни, затоа што нивната приказна беше дека ќе се гради ново училиште во Димо Хаџидимов, дека ќе го реконструираат Братство. Ако можете добро да видите, веројатно владата оди по она една песничка имав кога бев прво оделение, засвири ми штурец весел, дажна песна на крај есен. Значи поминува летниот одмор, а тие зборуваат за реконструкција на училишта. Од 1 септември треба да почнеме, што значи дека немаат билансирано средства во буџет, нема направено проекти, нема тендери и така натаму. Таа работа е само по мене мртво слово на хартија.